Добра вечер. Добра вечер. Вие слушате Радио Канал 103 и хорор емисијата Дансе Макабрес со незиното 175-то издание, посветено на една од најдобрите хорор серии на сите времења кои биле прикажани на малите екрани. Колку претенциозно звучеше ова, така? Да. За да биде емисијата поспецијална од тоа што е, нема да ги слушнете само гласовите, мојот глас и гласот на Боки, туку имаме таква чест и привилегија да ја видиме глувата соба во најубавото издание што воопшто ние го знаеме. А за тоа ќе се погрижат трите прекрасни девојки кои се наоѓаат од мојата лева и десна страна. И само лева страна. Почнуваме Јована Мишковска, Теја Шалдева и Ивана Лазареска. Здраво, здраво. Здраво. Значи, опасна екипа се собра да ви зборува за нешто многу страшно и многу привлечно за гледање. Да, веројатно како некои фанови на серијата као за почеток, али генерално фанови на овој тип на израз, предпоставувам, пошто сите сме тука јако црно обличани, нешто. Само јако многу сме мрак и тотално одговара да бидеме овде веројатно. И во контекст на серијата, секоја среда... Ете така, тоа е тоа. Секоја среда се облекуваме. Ние не само во среда. Тоа е поентата. Black is the new black, таа шема. Океј, ќе збориме за многу ствари. Да не ти ја превземам домакинската палка, вака како радиоводител исто така. Слободно имаш секоја чест привилегија. Али ќе збориме за повеќе работи, ќе збориме за за актерската игра, ќе збориме за визуелната естетика. За секој можен дел од визуелната естетика на серијата, па и на крај ќе даеме еден коментар на тоа како е изработено сценариото и све тоа. Пошто ја имам забелешки за ова сценарио. Одлично. Ја имам забелешки за како се развива настаните, би рекла дека нека многу возбудлива серија и многу супер си проаѓав док ја гледав, али имаш и делови кои не ми направија мирак. Ама нема везе, тоа сум само јас. И за сето тоа ќе слушнете во текот на емисијата. Да, и колешки девојчиња, кажете вие нешто да не виде дека јас се правам фраерка, нека. Ивана, што мислиш ти за American Horror Story Coven? За Coven, па омилена сезона ми е, првите 2 сезони не ми се свиѓа многу. Меѓутоа третата те погоди најверојатно поради тематиката. Тоа е тоа. Имаш да се споради тематиката. Имаме простор за дискусија. Јована? Добре. Па мене лично сите 3 сезони ми се допадна со оглед на тоа што нели ги гледав редоследно иако не се поврзани една меѓу друга. Првата сезона едноставно како да те навикнува на целиот тој концепт за некоја таа чудна естетика која што имаат сите тие режисери во глава, а понатаму втората како веќе ги препознаваш некои тие елементи, а третата ми беше комплетно уживање, едноставно како кулминација на се тоа што се случуваше во претходните. Да, добро изработена во секој случај, добро смислена и баш забавна. Али добро, American Horror Story мислам дека генерално како серија се обидува да ги земе сите можни популарни елементи од хоророт и да ги стави у едно многу добар контекст. Ја барам така го контам. Сите поджанрови кои им се на располагање. Да. И од треш до било што. Функционира на некој тивок начин, не го превзема целото внимание што е од приказот. Да, добро, очигледно е дека ова е направено за поширока публика, не само за некој гледач на хорор посветен како Златко, например, кој гледа сигурно секакви работи што не би ги ни замислил просечниот американец кој гледа серијата. И Меѓутоа, да, има широка рецепција, баш и во Македонија дури има огромна гледаност и не за џабе, мислам. Не за џабе, дефинитивно, и убавината е во тоа што многу луѓе ја гледа оваа серија и тоа беше идејата да направиме една македонска верзија на оваа серија, односно да се собереме екипа на обожаватели на серијата и да дадеме нешто наш мал придонес кон сето тоа како ние гледаме на нештото. Така. Океј, ќе се вратиме со музиката, овој пат јас ја одбрав
Прво слушавме Демонија. Да, Демонија слушавме, една убава комбинација на Екзорцист и Хелоуин. Потоа слушавме неповторливите Dead Can Dance со Mesmerism, што лично за мене е доста ритуална песма, реков, браво. Тоа е тоа. Сега ќе чуеме еден... помеѓу слушаме Винсент Прайс. Да не го слушаме забораваме. Винсент Прайс, ќе го спомнеме и тоа, нема везе, во секој случај ќе чуеме Indecedents, ова е еден нов бенд. Advocate се вика оваа песна. Уживајте. Назад во студиото. Вие слушате Радио Канал 103 и хорор емисијата Данс Макабре, 175-то издание посветено на American Horror Story. Серијата која што полудеа прво хорор фановите, потоа сите останати смртници на нашата немила земја. Серијата, ајде малку податоци да ви дадеме кои што не би ви користеле нешто многу, меѓутоа се доста круцијални за самата серија. Клучна улога Рајан Марфи и Бред Фалчук, значи продуцентите на оваа серија кои се и сценаристи, значи со во студиото сме повторно да напоменеме со Јована, Теја и со Ивана, Не се духовите, и со Боки. Со Јована имаме зборувано за тоа дека има повеќе видови на продуценти. Од една страна имаме продуценти кои не се замараат многу со сценаријата и не се замараат да присуствуваат на снимањата, баш се буквално извршни продуценти, ghost people, што би рекле. Меѓутоа имаме и луѓе како Рајан Марфи кој дури работи и сценаријата ги пишува и има неколку епизоди режирано, вклучувајќи и првата епизода во серијата со што даде гайдлайн, основните точки од кои што како би требало да изгледа. Воопшто визуелната естетика ја оформи со самото тоа што одбра на кој начин сака и да тече и монтажа и буквално сите аспекти. И си зеда место кај мене како рол модел во светот на продуценти. Музиката на серијата е работена од Джеймс С. Левин, односно конкретно саундтракот, додека најавната шпица е од еден дечко кој што многу добро ние го познаваме и го знаеме. Чарли Клусер. Значи, јас само пошто јас ќе се извинам пред слушателите и пред присутните дека не сум премногу добро запознаена со остатокот од оваа серија. Втората сезона гледав некој дел, али за срамота не ги гледав сите епизоди од првата, особено ништо неам гледано. Али, сакам да прашам дали музиката останува мислам, дали тие што ја прават музиката се истите фаци на сите 3 сезони, дали конкретно и на кавер? Не, значи соработуваат со различни луѓе, значи Джеймс С. Левин работи само на првата, конкретно на саундтракот за првата сезона. Меѓутоа соработуваат на одредени композиции. Знаеш дека повеќе барем во Кавен се бираат на изведувачи, а не на самиот саундтрак, значи на скор. На изведувачи и на одреден саунд дизајн за кој ќе коментираме после, али меѓутоа основата Леви не има поставено затоа што во првата сезона, значи зборуваме за Murder House, која се емитуваше во 2011 година, ги имаше тие морничави звуци кои ја потенцираат таа ири атмосфера во самиот простор. Значи Левин работеше на тие аспекти, заедно се разбира подпомогнал со Чарли и лудата дружина на експериментаторите со звукот, ако може така да кажеме. Интересно, оваа серија беше емитувана на FX телевизијата, значи станува збор за кабелска телевизија, не станува за некоја телевизија која што има национална концесија. И големиот проблем колку што можев да забележам барем од Джесика Ленк изјавите е тоа дека не сакала да се врзе долг период од нејзиниот живот за да работи на една серија и затоа континуирано секоја сезона одбива да снима нова сезона заради тоа што треба 6 месеци минимум да работи на нешто. Да, како што знам, сега следнава ќе биде само некоја си споредна, али битна улога и натака веќе нема да работи со оваа серија. Ше баш разочарување. Штета барем за сите кои што сакаат да ја гледаат во најразлични изданија. Реално стварно добар лик беше, еве за трета сезона, тоест Ковен лудило, мене ми е омилен лик. Ќе го збориме тоа покасно, али
Во втората Како сезона е многу интересен нејзиниот лик, затоа што минува низ калуѓерка, минува низ најразлични перипетии. Значи, почнува од една владеачка позиција, нели ја имаме во така master of it all момент и поаѓа низ најразлични перипетии каде што станува дури сам пациент на институцијата. Да. За на крај да се воздигне до едно харизматично лудило, ако може така да кажеме, киднапирано од вонземјани. Значи, еден лик кој многу турбулентен и нешто што е добра актерка мора да знае тоа да го изведе. Значи, А она е, реално. тоа е поентата. Таа има бекбон, ребет има со огромен број на улоги во големи, многу важни филмови. Така што може тоа да си го дозволи, мислам, глумејќи покрај еден Роберт Де Ниро во Cape Fear, што сака да повеќе, мислам. Да, Феноменално. Мрар Хаус, како што ја знам, се работеше за семејства што се вселува во куќава, го читав од Википедија, не го знам од гледање, али семејство кое се вселува во куќа, каде што биле убиени претходните собственици. Основен Да, сите, значи сите биле дури и соседите кои биле на Значи, опако. Втората сезона е со Asylum, се викаше Да, така? Asylum беше Од со неа фатив дел. менталната институција, каде во Брајерклиф, менталната институција која што претходно била оддел за туберкулоза, се додека католичката црква не ја купува институцијата, односно не ја закупува и ја прави во санаториум, каде што се Дешаваат сите пациенти. Интересно е тоа што во втората сезона, например, тоа барем што ми се допаѓаше, секој, барем клучните пациенти имаа своја бекстори, имаа своја приказна, кое што, например, имаме епизодни улоги како Дедо Мраз, што беше серискиот убиец во втората сезона. Значи, најразлични феномени на лудило, кое што комбинира дури вонземјанско alien abduction. Значи, Свашто. Кавен? Кавен, да, се враќаме конечно на Кавен, што е уствари тема на вечерашната емисија. Што знам, мене Кавен, морам да признам дека тука ме привлече да си ја симнам серијата заради темата, свеж, пошто као нешто вештерки, жена сум тантра-пантера, веројатно и моите поубавите ке речев поубавата половина, не ми се девојка, како и да е. Тоа се би биле Веројатно, да, како и да е, веројатно и нив делумно тоа ги фатило, се надевам. Сега случај мене тоа ме фати. Па почнав да гледам и натака најверојатно највише ме задржи улогата на Джесика Ланч, онака као опасна баба. Али толку многу кој поминала ни сито и решето и, значи, и знае светот како да, значи се гледаше дека така ги врти работите манипулативно као гаде најгнасно, што нека ме купи одма тоа и продолжив да ја гледам чисто ради неа. Мислам чисто ради неа. Тука се и одличната све како изгледа лудило и сите ликови колку се поред неа споредени, колку се фрагилни, али генерално незиниот централен лик заедно со Мари Лево се баш супер. И ја имаме Кейти Бейтс тука, да не ја забораваме, значи... Да, како можев да заборавам стварно Кейти Бейтс со една лудила улога, некако, кај што главата на крај стои и дрдори. Кај ќе го видиш тоа, така што тука, беше... Епизодата се викаше Хет. Да, тука... Да, интересни се насловите на сите епизоди, мислам, доста харизматични што се ги бираат. И Рајан Марфи кажа дека незината улога пред да почне серијата ќе биде полуда од таа што ја има во Мизери. Мислам, така прашувам, во Мизери Оскар зеде за незиното лудило, мислам, како би бил... Како, да, Torture Chamber, тоа е тоа. Прекрасен кастинг, како убаво се вклопија сите ликови во целината на серијата. Беше тоа што ме привлече тука, али главните веројатно се како што кажавме Джесика Ланж или заборев како се викаше Фиона Гуд, Мари Лево и Кейти глумен Бейтс, од Енджела Бесет. Да, не ја забораваме што е доста чудно за таа актерка воопшто да застане во една хорор серија, затоа што ја знаеме од не знам, од драми, најчесто, да. Меѓутоа си испроба одлично. Супер изиграва, нека и излезе вуду аспектот од неа. Да. А и добро, тука има повикувања доста на историјата. Мари Лево е реален вудулик од минатото, кој
побарете на Википедија, е така, кога ме фати лудилото за оваа серија, поминав сите овие работи кога читам шо тука. Се дешава во Нью Орлеанс, тука се овие двете многу се караат, лудило, на крај се здружи, свашта, нема врска. Еве, ја завршив со мојот осврт. Зошто ме привлече иницијално оваа серија? Тоа беше Джесика Ланж генерално, беше прекрасната визуелна реализација на целата сезона и тако дале. Кажете вие другите, да не дрдорам ја. Еве Иван. Кој ќе крена рака? Бока крема рака ностот, меѓутоа не доаѓа до збор. Ladies first, мислам. Сепа. Како и да? Па, мене лично, значи, таа визуелна естетика ме однесе во таа трета сезона, заради тоа што не ми беа доволни ни првата, ни втората. А тоа што главната тема е околу вештерки, беше само она јаготка на шлагот. Да, беше. И исто ми беше интересно тоа што имаше некои такви подтекстови низ целата сезона кои што се третираа конкретно, имаше буквално расистички изјави кои беа толку гласни, а сепак веќе состојаната реплика се побиваа на некој начин. И го имаше дуалитетот, дихотомијата имаше, например, од една страна имаше дури борбата помеѓу медицината и магијата, да, значи таа поделба меѓу два света кои еден со друг се содружуваат. Има судир меѓу тие два света, меѓутоа ниту едниот ниту другиот не излекува некаква полза, меѓутоа секој се стои на своето, меѓутоа се и кажуваат своите ставови. Расизмот е еден од главните и клучните елементи. Да, во серијата генерално. И интересно е како тоа Кети Бейтс беше главен расист во серијата да служи на Куини. Да, ткачено. И исто беше потенцирано преку репликите на нели современите ликови, бидејќи нели Кети Бейтс незиниот лик веќе живееше од минатото во сегашноста. Беше интересно како тие го третираат тоа дека денес е веќе надминато и не е толку страшно како што било во минатото. Настрана од тоа, исто кастингот би го споменала, кој што беше извонреден. И моментот што нели пресвртливоста на целата таа драматургија, што претпоставам сите сме претпоставиле дека Таиса ќе биде следната Суприм, а всушност во последните неколку епизоди се случи еден таков пресврт, кој што беше најавен, ама не беше очекуван. И искрено, ако во било чиви други раце да преминеше академијата, ќе беше пропаст. Најверојатно. Да. Затоа што секоја е екстремно сама за себе. Меѓутоа таа е најочигледно дека најдобро издржана. Да, тоа беше буквално задњата епизода. Ја тука се изненадив малку, тука е мојата забелешка за оваа сезона. Сезоната тргна многу добро, значи почнаа да развиваат комплексна приказна за врските меѓу сите прво членови на академијата, второ односот на вештерките во светот со светот заедно. И тука тргна да се развива, тргна да се дешаваат заебани работи и во еден момент пошто сите знаеме дека една сезона е една приказна и дека не продолжува во наредна, во еден момент као режисерите и сценаристите да испаничиле се, што ќе правиме сега, као пошто имаше 2-3 епизоди, а не сме ни завршиле, и одеднаш кога го убација моментот за Witch Hunters, тука за Witch Hunters, ја искрено за Witch Hunters, кога се убација као јако у причата, помислив првата јака кулминација, тоест првиот јак заплет, се извинувам, беше ривалството меѓу Фиона и меѓу Мари Лево. Кога тоа се реши, заради тоа што влегува Witch Hunters, ја мислев дека кулминацијата на серијата ќе биде борбата меѓу Witch Hunters и вештерките. Witch Hunters ги решија у една епизода, онака, тоа беше малце У еден потек ги решија. X-Men им го донесе. Не ми се свиѓаше тоа ради тоа што испадна дека ја граделе приказната за еден момент да сватат дека немаат више епизоди и дека мора брзо да решаваат што ќе се деси. И после остана уште да дознаеме да умре Фиона, пошто тоа беше очекувано на цела серија, цела сезона се бореше со својата смртност. И на крај да сватиме дека она мора да умре, дека мора да има нова Суприм и сватија, окей, има 13 епизода, ќе направиме нова Суприм, ќе умре Фиона и тоа е тоа.
тука ме изнервира малку со сезоната и тоа што баш многу ми се свиеше, али последните неколку епизоди онака ми беа малце ги гледав и си викав зашо бе вака, као можеа боле да изиграат, можеа поише да се концентрираат на меѓусебните односи меѓу сите таму што се без да забегуваат некај непотребни side stories. Тоа е мојот коментар за оваа сезона. Остатокот беше супер и крајно многу се забавував. Witch Hunters мислиш дека е непотребен се Не, мислам или дека е недоволно обработен? Мислам дека им текна многу касно, дека завршува сезоната и дека Witch Hunters ги убација и ги избација за една секунда. Значи, не... Тоа најверојатно е клан кој со години и со децении го спремале сето тоа. Влегоа дека тоа е корпорација, дека тоа е лудило, вие биле нели во вековна борба едни меѓу други и тука дојдоа они као ние расипавте фирмата, што ќе правиме, немаме пари за леп, сваѓаш? Као ха, ги утепаа сите и после си викаш окей, чекај, може 2 епизоди што ќе се деси и на крај умираат и тоа. Тоа идеално ми се свиеше. Не знам дали тоа повеќе се должи заради тоа што сакаат сите баш тој момент да се комбинираат сите хорор поджанрови во еден филм и нормално дека нема да има доволно простор и место за нештото да биде подеднакво време да има за секој да се развива. Тоа би било. А во меѓувреме претходно се развиваа полека еден по друг лик се развиваа сосема супер. И Зои ја видовме секакви варијанти. Фиона Црве беше заебана нека од крај, од почеток до крај и така натаму. Нема везе. А и мене доста ми се допадна на Ема Робертс целиот тој нејзин диалог за десенситивизираната младина. Значи, таа епизода ми беше не знам, шлак на тортата. Она беше тотален нихилист цело време, нека. Тоа беше, она беше нихилистот, Зои беше тешкиот идеалист кој љубов неша. Квини беше ставена за хумор, да некако побит. Квини беше баш као комик релиф, од друга страна е као straight to the point беше скроз. И ова со Даунов синдром беше откачан лик исто така. Кој очигледно се знаеше. Кој очигледно се знаеше и зачегнуваше и да си викаш као чекај, овие земале сериозно глумица со Даунов синдром, а вау да им е вау, нека што е clairvoyant нешто. Така што све беше добро изградено, се до крајот, мислам според мене. Тоа сум само јас. Ивана, извини, ти ги одземав твоите 5 минути. Се имаш 6 од нас. Се имаш 20 од мене, пошто јас само зборам, нека. Па за Кавен најмногу нели вештирството, исто како жена, како што кажа ти. Да, веројатно сите тоа ќе рече, нема бегање. Кој ти омилен лик? Омилен лик? Например? Фиона Гуд. Сега. Ајде едно друго прашање. Што ако имате можност да бирате од 7-те моќи кои се понудени на вештерките? Тоа е јако. Која би сакале од тие моќи да ја имате? Пирокинеза. Телекинеза или Пирокинеза. Пирокинеза? Оу е. Супер, некој сака да гори. Бенда хаос, бенда. Така. Заебано прашање. Вајда mind control. Вајда mind control, да. Нема тука погрешен одговор, значи било кој од нив е добро дојдеме. Да, mind control или телекинеза, појма немам, некој од тие две. Вајда mind control поише сепак, нека гадецо. Тоа е тоа. Она? Исто би поставила со mind control. Изгледа тоа е нека shiny. Да, тоа дозволува многу работи да бидат под твоја контрола. Очигледно. Океј, доста зборевме, мислам, да е малку. Може тука да слушнеме нешто интересно од изборот на теа кој го подготви за оваа емисија. Да, одбрав една песна, конкретно Pruirent се извинуваме, артистот, еден индустријал артист, ја одбрав песна заради тоа што баш ме потсети на некои од звуците кои ги слушавме во American Horror Story. Кога ќе збориме после за тоа, али се вика You Show Great Spirit. Вие слушате Радио Канал 103 и хорор емисијата Данс е Макабре, издание посветено на American Horror Story. Во студиото се Теја Шалдева, Ивана Назареска и Јована Мишковска. Зборувавме во претходниот блог за кој што сака да има, каква моќ сака да има од тоа што нуди American Horror Story Club. А може би има. Тоа никогаш нема да го дознаеме. Тагат кај ти ќе го каже. Освен ако не се пријави некоја од вас да биде дел од академијата. Да. Па тоа
Да, од другата страна имаме кандидати кои сакаат да бидат, меѓутоа не ги исполнуваат нормите. Тоа што е интересно, познавањето кое што го имаат Рајан Марфи и Бред Фалчук за самиот хорор жанр и сето тоа што го имплементираат во самата серија. Првата епизода, воопшто првата сезона е еден максимален омаж на Shining на Кјубрик што може да има. Значи ги имаме двете машки деца, аналогно, значи близнаците, аналогно на близначките од Shining, и ги имаме, ја имаме нели доматин, односно куќната помошничка која што незиниот лик мутира од различна возраст, нешто што беше забележливо во Shining, во собата каде што згодната девојка се претвара во старица. Значи, тоа Рајан Марфи ги зема тие синоними, Цитират. буквално парафразира од самиот Кјубрик. Нешто што па во Asylum можеме да го забележиме од ајде, не знам тука дали ќе се сложи со мене. Јована Clockwork Orange, сцената каде што Кит Уокер е ставен во окови и неговите зеници не се проширени како се врши таа измачувањето. Исто така прва епизода, во втора сезона, значи отварањата, интересно е веќе Култни, мотиви од култни хорор филмови. Марфи веќе има истакнато дека Amityville Horror и Shining се инспирација за првата сезона, затоа што имаме проколната куќа и што друго би инспирирало ако не овие два филма. Меѓутоа интересно е како ги зема тие култни сцени и како ги претвара во своји. Значи начинот на кој што им го наоѓа своето место во самата тематика која што ја обработува. За визуелната естетика може да ви начнеме нешто, затоа што серијата има, според мене, еден опасен джокер. Значи, тоа е како беше? Алфонсо Гомес Рехон. Значи, тој човек може да биде идниот Ардженто, ако не си ја зајаве својата кариера максимално. Тоа барем може да го постигне. Тоа го потенцирам затоа што во првата сезона мислам дека имаше само една или две епизоди кои му дадоа да ги режира. Меѓутоа, како серијата одеше нели кон втора и кон трета, дојде дури до 6 епизоди на Ковен да режира. Значи, дури својот стил на работа го наметна на другите режисери кои фактички мене ми изгледа како да се обидуваат само да го пратат неговиот чекор. Значи, тој е препознатлив по тие лепдечки кадри, по тоа камерата како буквално покрај тоа што ги има нели и птичја перспектива и aerial shots, нели сите што се висински кадри кои што ги има, тој кој што ги го спостави на скалите, нели во сите, и во Ковен, и во Murder House, и во Asylum, нели ги има прекрасни кадри со скалите, снимени од горна перспектива. Меѓутоа, играта со бој, што е многу забележливо во Кавен, например, посебно во самата во лабораторијата, конкретно во ботаничката градина. Корделија. Нели ги имаме виолетово, сино преовладуваат. Сето тоа асоцира на таа игривост што ја имале италијанските режисери од Бава и Ардженто тој период. Меѓутоа, косите агли кои што ги има, наглата монтажа, значи дал посебен шмек на самата серија. Што знам, веќе спомнавме неколку пати за целиот визуелен пристап за Кавен. Океј, веројатно генерално на претходно на другите две сезони, али ја ќе се задржам на Кавен. Мене тоа е дел од стварите што ме будишеви и онака да ги имам сега тука сценографот и костимографот би направила одма да пукне. Ради тоа што уште првиот момент кога камерата влегува во Роби Шоу Академијата, гледаме една куќа во саутерн амерички стил изградена, направена, но with a twist, онаков многу јак твист, значи све е бело, све е чисто, со конкретно ги имаме сликите на сите Supremes, ги имаме, не знам, пијано, нова, она, свашта, и тука, како што спомна, сосема друга сцена е ботаничката градина, кај што има цигли, кај што има различни бои, кај што ствари на крај едно од сцените што ми текна е последната епизода кај што ја легнуваат Зои на она.
тука, значи, лудило, како кој да го изиграл тоа, го изиграл премногу добро, затоа што го земал стилот на Нью Орлеанс, како што го знаеме, и го внел во една многу елегантна, многу елегантен стил, но сепак онака смрди на вештарки на сегда, знаеш, тоа е тоа, нема утка. Тоа ме продушеви. Тие се во црно, а буквално се е бело. Се е бело. Се е бело, а сепак е све многу откачено, онака и се тоа и сите моменти кај што приметуваме како изгледа околината, кај што на пример умира Медисон, но тоа што Фиона ја убива и ја ролуваат у теписонот, ја фрлаат надвор. Мислам, супер, онака, многу добро. И окей, да се пребациме и на Мари Лево и незиниот салон, кај што све, онака, све е прилично окултно. Да, све е окултно, све е крш, има секакви можни вуду фигури, секакви можни ствари што не потсеќаат на тоа и многу беше една од помилените сцени, барем спориме во окултна, во наводници смисла, беше ако ви текне која ја објаснува на Корделија како се одвива ритуалот во кој таа може да забремени. Така. Тука се дешава лудило, онака, со колењето на козата, со сите како се нашминкани, како е целото, многу добро го постигнале тој момент. Како тече на Како да, она е, значи сите се црни, избоени, вуду се дешава, а она е онака бела, сегаш плава, со некој црвен фустан, онаква извадена од памет, колат коза врз неа и све, као вика, окей, која може следно да го направиме тоа. Епа нема, да. Значи, супер. Значи, тој што го играл визуелниот дел, кој да е тој, пошто не влегов толку како што ти си влегол сериозно во емисија. Сите се, нарекон, тие се една од тие 6 епизоди, една од тие 6 епизоди е нарекон. Значи, тие кои што се, сите што ти изгледаат дека се авангардно, дека се тоа е тоа, баш поради него. Верувам, пошто имаше некој што онака, вау, си викаш, кој го прави ова лудило, онака знаеш дека е за широка публика, ама кој го прави го игра толку добро, што и широката публика ќе знае, ќе си рече, што гледаме, вау, добро е ова, дај ќе ја гледам следната епизода, а и ние што сме као некои посериозни фанови, да се само прогласиме, да се ставиме на пиедестал, дека сме малце попаметни, си викаме, дечки, ова стварно е окей, онака не се заебаваат овие. Да, тоа е многу добар непричитувач на сите тие правила, значи во ниеден случај нема еден нормален кадар со кој што тој го води диалог. Конкретно во Кавен е тоа многу приметливо, како дури и таа така наречена рампа на диалог со камерата не ја почитува со тоа што ги става сосема ликовите во сосема позадина во ќош, онака баш во самиот минорно, значи буквално на цела позадина задник ја опаќа тие се или она сцена каде што Фиона е лом направена од апчиња и шета полу онака свесна низ болницата кај што ќе оди ќе го живее бебето. Тоа е една доста мрак сцена каде што доста добро изиграно со камерата. Таму доста се тоа што викаш. Да, светлото се гаси, се пали светлото, шетаат онакви грозни ликови низ болницата. Имаме и неколку сцени на свеќи. Тоа е прекрасно снимено, значи нешто што треба се испочитува. И као што преска надвор едитар го спомнав, X-Men омилена, иако не ми беше еден од помилените ликови, ама епизодата каде што се појавува и го представуваат неговиот лик и во минатото, што се десило со него, како го биваат и како нели сите викаат, ако не си риджи за куќата, ќе влезам, ќе колам. Прекрасно. Тоа беше супер идеја. Страшно добро се забавлјав на тоа. Многу добро. Барем еднаш градот звучал добро. Да, сите свираат тоа, тука свири опера, влага, тарот, све е на месо. Браво, тоа е тоа. Тоа е моето лаичко мислење. Конкретно за режијата. Не баш многу лаичко. Конкретно за режијата на Алфонсо исто мене многу силен впечаток ми остави 11-тата епизода на втората сезона, која што изобилуваше со некои такви чудни кадри како што да му бил денот онака буквално на Алфонсо и конкретно не најдобар, ама многу силен кадар ми беше тој некој чуден субјективен кадар со бебето, ако се сеќавате. Каде што беа фатени буквално сите како што го посматраат бебето на некој начин. Како доаѓа, да. Да, и Розмари с беби од другата страна. Да, баш.
Океј. И 11-та епизода јас беа од втората сезона беа изделила како некоја лична карта на тој режисер, заради тоа што ми остави стварно Еве гледате, јас стварно не сум обратила пажња на тоа кој е режисер, кој е најака фаца од режисерите што режисираат. Ама денеска ќе го направам. Се повторуваат, грото сите се продуценти, значи сите се извршни продуценти, сите кои режирале, например, 10-11 епизода, во 12-та веќе се извршни продуценти, така што дел од нив се и сценаристи, конкретно продуцентите се сценаристи, меѓутоа како серијата добиваше свој прогрес, тие што беа поквалитетни режисери добиваа поголем простор за докажување. Да. И затоа и серијата толку визуелно има голема драстична разлика од една до друга сезона. Тоа инкорпорирањето на најразлични поджанрови, го имаме мюзиклот, нели, во втората сезона. Тоа е, нели, нешто што е сосема сите флешбек сцени и сите навраќања во што во втората сезона се многу колоритни. Значи, и дури и сцените од тие торчер порн сцените во почетокот на серијата, каде што Бладифейс убива, дури и тие се со преголем колорит. Значи, се што се случува во менталната институција е тако сивило владе, земјени тонови, значи стерилно, буквално стерилно е се во... Стерилно и гнасно. Тоа е зборот веројатно. Од тие стори што ги имам гледано. И гнасотијата ја го добива својот максимум, кулминацијата во моментите кога се прави тој документаристичкиот пристап, односно ТВ екипата, кога влегува многу години по отворањето на ова институција и ги гледа како во беда, буквално умираат луѓето на самиот пот. Значи, од нивните фекали обстојуваат и нема кој да им помогне во тие ситуации. И тоа е всушност снимено со 16 мм Точно камера така. на филмска лента за да го долава тој документаристички пристап кој што е, нели, Ето е него да, кој што е карактеристичен за, нели, документарното, исто снимане со таа 16 мм лента и исто го имаме тој момент кога со Ана Франк кој ќе се појави, нели, низините флешбекови се слично со некој таков пресечен кадар, да. Меѓутоа, тој вметнувањето на тој документаристички пристап, ако се сеќаваш во последната епизода, значи, каде што имаме интервју направено со high definition, со осветлување, значи, тоа е максимален контраст, значи, од минимални услови со 16 мм до high definition со најдобра модерна технологија и сето тоа вклопено од прехон. Значи, Да, мора да знаеш како да си играш за да го представиш тоа на таа публика на која они целат во секој случај. Меѓутоа многу тематски целини, тој што се поинтересни. Во втората сезона има еден доста интересен склоп каде што буквално сите обскурни и бизарни работи и забранети, ајде да не кажеме, Рајан Марфи сака да ги извади на површина. Значи, ги имаме расизамот исто така е присутен во втората сезона, меѓутоа имаме хомосексуалноста како една тематика која се провлекува низ сите епизоди, на сите сезони. Нормално, тоа се должи на... ќе си земам слобода тука, да навлезам во приватниот живот на Рајан Марфи и верувам дека тоа е инспирирано од неговата сексуална определба, а и тоа говори за неговите други серии кои ги работи, например A New Normal, мислам дека му е таа последната која се обиде да ја протне, за геј брачен пар кои посвојуваат дете и живеат во предградие на Америка. И Pretty Handsome за трансвестит доктор кој прави пластични операции. Јеби тоа се вечните, мислам, не вечните, моменталните изгрешив. Хомосексуалноста е хит сега. Мислам, не хит у лоша смисла као педари само сакаат да се тука на телевизија. Али генерално сега моментално општеството се бори со тоа. И во многу серии, во многу различни серии кои се нема да земна набројам, ама се базираат многу работи, многу аналогии, многу ствари на точно таа борба на хомосексуалците со сите околу. И тука е, ќе спомнам најбаналниот и најпопуларниот пример тука е True Blood за тоа. Точно така. True Blood е комплетна онака аналогијата вампири луѓе е хомосексуалци и кретени валја луѓе што не го разбираат тоа, да речеме.
Мал се забегав од темата, се извинувам, ама Фер, убава паралела беше во секој Ама случај. тоа На е- бега. да, ама тоа е со came out of the coffin, нели таму Да, во тој момент. таму доаѓа Таму тоа, нели, доаѓа, да, came out of the closet. Мислам, Точно. тоа е комплетно очекувана тема да има и потребна веројатно. Меѓутоа, тогаш би го немало и садомазохистичкиот елемент кога... Добро, ова е сепак American Horror Story. Точно така. Би го немало и во првата сезона, затоа што сепак тоа потекнува, нели, од самата култура на 80-тите воопшто и синџири, и камшици, и кожа, Свашто. и се доаѓа од таа субверзија. Меѓутоа, во втората сезона имаме некои работи кои и ден денес се проблематични очигледно за многу општества. Имаме абортусот, прашањата околу полигамијата, значи сите тие се отворени за дискусија во втората сезона, затоа што Кип, например, живее со две сопруги, нешто што некаква миниатурна верзија и во Кавен го имаме, нели, кога Да, ја вара овој за да убива други вештерки, Корделија вара. Затоа да речеме. Тоа и реанимираниот дечко, Франкенштајн мотивот го имаме. Заборавам на тоа, некако. Да, Франкенштајн мотивот, кога живее во некаква имагинарна заедница со две девојки, Двете значи. и е глуп, не може да расуди што се дешава, али после го прави. Интересно, му ставиле мозокот погрешен човек. Да, Тоа единствено може да биде изговор на сето добро, тоа. тоа беше луѓило, да. Добро се развиваше во моментот кога го споија од различни мушки најубавиот и го живеа, тоа беше откачано скроз. И тоа многу ми се допаѓа тој Франкенштајн мотив кој се провлекува ни сите сезони. Значи во првата го имаме бебето кој е докторот по подрумот го составува, односно го што и да му прави, да го направи во некаква си човеколика форма, да, се надеваме дека го составува. Ги имаме во Asylum, го имаме нацистичкиот доктор кој ги прави експериментите врз тој Менгеле аналогијата на аналогијата. Менгеле, да. И го имаме на крај, нели, Како се викаше? Дечко и на звон. Еван Петерс. Да, али како се викаше? Дечкото. Кайл Спенсер. Кайл Спенсер. Одамна помина емисијата, 29 јануари е така одамна. Кайл Спенсер го имаме составен од најубавите делови на неговите На неговите пријатели. пријатели Штунгале. Да, добро. Се најпо момент со тетоважите. Тетоважите Да, кога пати пошо се сеќава на моментот. Абе добро, тоа е војна моментот што го спомнав муше на почеток дека едноставно тука режисерите и продуцентите и шо и да се собрали со American Horror Story името. Значи они земале елементи на хорор кои се доста добро познати и популарни и ги направиле во еден свој софистициран бучкуруш од добри ствари, онака ги едноставно ги Greatest hits. Greatest hits, да, Да. ги парафразирале на овој начин и добро им успеало. Успеало, да. Значи тоа е супер, така што воопшто не сметаш што имаме познати работи како Франкенштајн мотив или расизам. Воопшто зомби ја имаме на секој Да. Хеловин духовите кога се Враќа враќа. тоа, така, мислам, пак Иако се клишеата земени во предвид, меѓутоа сето тоа е за Ги доброто користат на... за нека повисока цел во секој случај. да ги користат да направат добра серија колку што може. Така, окей. Тоа е булачи на душата, нели, која продава за вечноста. И не може да уми. Да, тоа е уште еден кадарот со баба Легба. Исто дело ми се чини на конца дека беше. Така. Дали го Сите враќа- тие трип моменти за него. Сите влегувања во подземните светови и во просторите надвор. Може тука да... Та може тука да направиме една кратка Може една кратка музичка пауза. па ќе се вратиме. Вие слушате Радио Канал 103 и хорор емисијата Да. Дансе Макабре. Посветена на American Horror Story Coven, иако се збореше за претходните две сезони. Овој пат као решивме малку да даеме, да олабаеме со коментирање на кадрите и на сите решенија визуелни вакви и онакви. Решивме да даеме малку да се концентрираме малку на темата на оваа сезона, не конкретно на темата што се дешава во сезоната, туку на темата вештерство и на темата witchcraft генерално, нели, го кажав истото на два јазика, ал да ме. Океј, Вика е новата варијанта на вештерство, која, верували или не, може би некои слушатели ќе бидат добро запознаени со ова, некои нема да бидат, али Вика само по себе е еден вид на религија, наречете го така, иако не е концентрирана на едно божество како
нели стандардните сеопфатни религии што ги знаеме веќе. Основана е од еден батка што се вика Джералд Гарднер се извинувам. И Ивана, јас како што знам, која не збореше премногу вечерва, затоа што тука поише се концентриравме на музика, на текст, на шо и да не. Ја би сакала она да каже нешто за ова, пошто знам дека повеќе знае и знам дека доста се интересира. Еве Ивана, твоето видување за како ставаш вклопи го во оваа сезона, вклопи го во твоето, во историјата на оваа религија или во низиниот импект. Што би кажала? Прво, вештирствата не е нешто за, например, да служиш на одредени богови или божици, тука за постанеш, мислам, не за да постанеш, туку самиот ти да стигнеш на тоа ниво како бог или божица. Да, еве, ја ќе кажам нешто што знам од ова религија, ќе ја нарекувам цело време религија во наводници, чисто за да бидеме, за да тераме натаму со муаветот. Едно од незините главни, тоест единствениот незин главен принцип е правиш ти се што ќе правиш се додека тоа не повредува никого. Така? Да. Доста се повикува на паганштини, на пагански ритуали, доста се повикува на генерално на повеќе од тие што знам, западни религии што се мешаат со источните овдека и ги зимаат ствари, секаквите ствари од природата ги ставаат во кореспонденција со ствари кои демек не се поврзани и ствари на некој магичен начин се. Али еве, кажи ти нешто, само ја дрдам свашта. Не знам, кажи ти нешто за тоа, за вештинството, како го сваѓаш, како го гледаш, како го восприемаш, не знам. Па, вештирството го сваќам како, не знам, како служење на природата, користење на тоа што можеме да го искористиме, што ни е дадено од не некој кој знае кој што некој го нарекуваат Бог или... Да, тоа е прилично добро. Служење со енергиите што кружат околу нас. Затоа што човекот пред се е произнесен и дел од составен дел од природата, значи доаѓа, корените се буквално таму и очигледно ова е враќање магна матер, нели, враќање кон големата мајка Божица, ако може така да се поврзиме со паганските обреди и обичаи кои теа зборуваше. Вештарството да, денес нели е во контекст на религија се споменува, односно вика се категоризира како религија, меѓутоа учење, убедување, сите тие се врзуваат повеќе кон овај начин на живење. Да, начин на гледање на работите повеќе него некој вид на религија, ради тоа што не се призиваат на одредени догми и на следење на принципите на одредени божества кои не ги наложуваат, туку на едноставно, како што кажа Ивана, користење на природата со сите нејзини манифестации, да речеме, што знам. Тоа е прилично интересно и верували или не, мислам дека е има доста голем замав во Америка, пошто таму ни доаѓа оваа серија. Сум го приметила како тема и во многу други серии, мислам, како тема, не како тема на цела сезона, него како тема на една епизода, дури нека е како глупа банален пример ќе ја земам, не знам дали случајно некој гледал на Fox Life Bones, нека. Али на Bones имаше една епизода кај што со Вика се бавеа, со вештарки, со Салем Witch Trials. Уствари Ковен доста се поврзува со Салем, нели они се наследници на тие вештарки. Додека сме кај Селем, има во најава на 20 април, ако не се лажам, почеток на Селем, значи ТВ серија која ќе биде емитувана на американските ТВ канали, која најверојатно треба да биде да ги тематизира сите убиства и осуди кои што се на... Значи, има континуитет, барем и на малите екрани, за тоа што зборуваме за вештарството воопшто и за Вика, а да не ги заборавиме тука тие серии на 90-тите кои биле популарни, мислам, имаме Buffy the Vampire Slayer, имаме Charmed, ги имаме... Од банални до добри, значи, секакви работи, скроз. Така, преовладува вештарството на малите екрани уште многу децени. Тоа Supernatural ствари биле секогаш нешто што го привлекувало човекот.
Природно е, скроз е нормално. Природно е неприродното. Да, тотално природно е неприродно, природно е надприродното. И затоа и луѓето може би се фасцинирани со тоа што да излеза надвор од баналноста од секојдневието, да се поврзат со нешто повеќе од тоа што денес го имаме, од тоа колоквијално Да, живење. тоа е сосема нормално. Сосема нормално е секој сив ден да те потсеќа на тоа дека ти треба малце повеќе магичност у секој друг ден, заради тоа што досадно и глупа и нихилистичка е кога гледаш на животот, како Медисон Монгомери, кога гледаш на иако она е вештарка у серијата, али досадно е кога ќе размислиш дека тоа е се, знаеш, ќе се родиш и ќе умреш и крај. И сега добро забегав малку умрак ти ми, али добро, више 2 сат ќе ми просите. Ова време веќе би требало да сме длабоко навлезени во мракот. Дубоко, да, али нормално е човекот да има природна потреба да се насочи на кај омаѓување и илузорно, ако не, можеби не илузорно, кој би знаел, омаѓување на секојдневието. Али е именно прашање за сите вас овдека, нека баш интересно. Дали мислите, пошто вика е реално доста нема да речеме дека кузна каков замав у човештвото у моментов или у Америка или кај да е. Има следбеници. Има следбеници, има заинтересирани. Дали мислите дека можеби Македонија постои некаков ковен што се фура на ова? Дали мислите дека или можеби ќе постои некаков ковен што ќе се фура на ова и што ќе се здружи и што ќе ги прави се сигурно, нема да фрла наоколу рацете и да летаат камиони, ама you know what I mean. Дали мислите дека можеби постои за тоа? Сега кавен што би се фурал на тоа, не знам, ама кавени што идат правилно според вика или За тоа прашам, баш. друго, сигурно сум дека постојат. Мислиш ли дека се здружени, мислиш ли дека луѓе со вакво мислење, тоест еве со вика како систем на верување, нема го наречам религија овој пат, дека веќе се здружени и се out there? Да. Ето ти. Ако се, онда секоја поздрав до нив и нека се... Ако воопшто ја прата Ако технологијата. Не, ако воопшто ја прата технологијата и Посвесно нека не, се ја, Да, ова се Cyber Вика, очигледно до таа групација ќе ги поздравиме. Да, како и да е, или радио вика, whatever. Снимката ќе ме биде доставена. Најверојатно имаме прекрасни предели во нашата држава, така што природата е племенита. Па, имаш право за луѓе, за жени ќе речам, пошто сигурно жени се позаинтересирани за ова и што е многу природна работа. Земјава е вечна Македонија, да, човече. Земјава е тотално спонзорирана од влада на Република Македонија, нека е тотално изобилува со места кај што би можело да се упражнјава света. Океј. А имаме и Кокино е тука, да не забораваме. Да. Кокино е Вевчан, има еден опасен карневал кој завршува со опасен ритуал. Значи има секакви можни ритуали што може да се стржат. Чисто етнолошки, не мора ни да е повика или Има и поваден. славите места има, значи во митологија има и висалките нели. Ете, да. Има се. Има и луѓе што пативе нели планина како доживаат некои тоа. Македонија е повика од Њу Орлеанс, така да се знае. У секој случај Тоа е сигурно. ќе му дозволам на Златко тука да поради моето дрдорење да одјави неговата емисија заради тоа што веќе не гази времето. Тоа што го кажа теа, само ќе го парафразирам, многу ми беше мило што дојдовте тука и што слушна на слушателите други гласови освен мојот и Боки да ги тероризираат во ова. Нас еве ни имаме аплауз од другата страна на стаклото. Вистинските, не е. Девојки, уште еднаш фала ви и ајде да најавиме, ако четвртата сезона се случи, може да Ќе се се собереме собереме во овој состав и да ја анализираме така, ама без перде. Се што нема да ни се допадне, се што многу ќе ни се допадне. Сигурно. Тоа е што мислам дека не им бевме воопшто до Сигурно ќе има и умеѓу време многу други прилики кај што би можеле да се соберем. Фала ти Златко за поканата. Јас супер си поминав како водител во 103-ка, ова ми е меѓу првите пати, мислам нека ме викне како гостин и да се изнаддрдорам како идиот. Али тоа е тоа. И тоа не Фала усвоени ви- се. Фала ти Боки, фала ти Ивана, фала ти Јована. Фала ви на другата страна на стаклото. Фала на стотовика. до крај на Фала Македонија, све. до крај на емисијата ќе слушнеме една прекрасна песна која ја Леле, поздрав до Лас Вегас, стварно. Да.
Покрај Лас Вегас ќе слушаме една композиција од еден феноменален бенд кој нема никаква врска со Лас Вегас, меѓутоа ја слави женственоста во најдобар можен начин. Да, еве само ќе кажам за едно бате дека поздрав до Лас Вегас. Тоа ќе кажам. Алјајо. Голема љубов и све. Ќе биде тоа, ќе чуеме тај негатив Black Number 1 која е химна на сите женски што се облакаат црно и се шо и даја некако. Многу е секси песната, иде се. Чао, чао. Чао. Чао.